Во општина Ѓорче Петров до крајот на годината ќе бидат асфалтирани 33 улици. 7 од нив се во завршна фаза, а 4 ќе бидат завршени до крајот на месецот, најави денеска градоначалникот Александар Наумовски при посетата на градежните работи заедно со министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Како што најави градоначалникот Наумовски, со асфалтирањето на улиците ќе биде решен горливиот проблем во делот на инфраструктурата, што го чувствуваат жителите од населените места Кисела Јабука, Стопански двор и Волково. Наумовски информираше дека на средбата со министерот Сугарески разговарале за повеќе проекти што ќе се реализираат во оваа општина. Горливиот проблем кој што го чувствуваат граѓаните во руралниот дел Кисела Јабука, Стопански двор и Волково, ќе го решиме во делот на инфраструктура, имајќи во предвид дека истите граѓани затекнаа, односно ние затекнаме како локална самоуправа една одлука за самопридонес, кој што сите плаќаа по 500 евра за фекална канализација, истите тие пари ќе бидат вратени преку инвестиција од страна на владата, како што е сега преку инфраструктура, односно со завршување на фекалната канализација во износ од 650.000 евра. Во Волково завршуваме последните 40% затекнати нереализирана фекална канализација во должина од 22 км, со што ќе останат само приклучоците до индивидуалните домаќинства. Министерот Горан Сугарески рече дека градоначалникот Наумовски го информирал во која фаза е реализацијата на проектите во делот на инфраструктурата кои се финансирани од страна на Министерството. Сугарески потенцираше дека се сериозни партнери на општините и ќе им помагаат во делот на финансиските средства да се реализираат што повеќе проекти, бидејќи од тоа ќе имаат бенефит граѓаните. Сакам да потенцирам дека денес сме тука, каде што вршиме увид во градежните активности на улиците во Ѓорче Петров кои што се градат, така да согласно роковите и она што ме информира сега, во најбрз можен рок тие ќе бидат асфалтирани. Исто сакам да потенцирам и да повикам сите оние општини бидејќи согласно програмата на Европската инвестициона банка во рамките на Министерството за транспорт и врски има уште 12 милиони евра неискористени средства. Ги повикувам уште еднаш сите оние кои што општини ги немаат доставено проектите, се разбира ревидирани проекти да ги достават, се со цел да овозможиме на општините да ги бидат искористени тие средства. Министерството за транспорт и врски, додаде Сугарески, согласно програмата за водовод и канализација и локални патишта. Во наредниот период ќе побара кредитна линија со цел да им помогне на општините за реализација на проекти, од кои општините ќе имаат позитивен ефект, затоа што покрај средствата од нивните основни буџети ќе можат да користат и средства од државата.